Европската потка, европската визија, која што ја имаат и студентите, и професорите, е донесување на закон на европски начин. Значи, начинот како треба да се донесуваат законите преку дискусија, преку разговор, преку дебата, вистинска, отворена, за донесување на закон кој што ќе биде во рамките на болонскиот процес и на големата, да кажем, големиот простор на европско образование, кој што дава и отвара можности за размислување, за критичко расудување, а не за просто, да кажеме, за окружување на одговорите. Студентите тоа го осетија и го видоа и независно што им се велеше и кажуваше, па јас не разбирам, вели премиерот, зашто они демонстрираат кога нив нема да ги засегне ова. Студентите покажаа дека знаат и чуле што значи Лисабонски договор. Знаат и чуле што значи солидарност, знаат и чуле што значи социјална кохезија, знаат и чуле што значи демократија и почитување на човековите права и правата на граѓанинот, па оттаму и на студентот. Значи, застануваат цврсто и се борат, и ние стоиме зад нив, дека ќе ги одбранат тие права на европски вредности, а за да истото се случи, видите како се согласувам со ова што го кажуваа колегите пред мене, дека нема да постои реакција од страна на европјаните, кога велам европјаните, мислам на представниците на Европската Унија, нема да има реакција ако они самите не го побараат тоа кое што ние сме го подпишале како партнери оној момент кога сме побарале членство во Европската Унија. Значи, ако можеше да постои пракса брзопотезно да се наметне потребата од ревидирање на или евентуално суспендирање на визната либерализација и ако можеше да се наметне надгледување за тие прашања, зошто да нема надгледување за секој од овие прашања кои што значат рушење на европските стандарди? Извинете, ние пишавме писмо, меѓутоа не добивме одговор. Зошто да нема одговор? Не го заслуживме одговорот? Со адреса напишана? Може ви помогнем? Може. Само една реченица. Да. Погледнете, денес овдека нема нити еден представник на Европската Унија од канцеларијата овдека. Имаат зграда на 6 спрата. А сигурен сум дека организаторите сите ги имаат покането. Што има денеска поважен настан за Европската канцеларија во Скопје од овој? Насловот е Европа 2015 за Македонија. Ни еден нема. А што немаат амбасадор, може ќе именуваат наскоро некој, бидејќи Македонија без европски амбасадор. Има некој кој што се не е јасно дали постои човекот, има некој, постои така една приказна ке. Како може ни еден да нема представник? Тоа е исто тоа што ви го кажувам. Така што јас во таа смисла сум оптимиста дека овој кој ќе ескалира уште повеќе, валда, наместо денеска овдека да дојдат демонстративно, да демонстрираат со свое присуство 5 души. Само со свое присуство ништо, да седна Ораф овдека да го видат. Ораф ли се вика тој? Како? Ајво. Да седна да го снимат камери да се излезе после кафето. И нема. Ма ќе дое време кога ќе се туркаат низ вратите да влезат. Се извинувам. Да, нема проблем. И бидејќи европската агенда е двострана, значи не се само оние од едната страна, ние од другата страна, и ние треба нешто да направиме, не само што треба тие да направат, инаку во нивното правење јас би рекла дека под итно треба да ја затворат Словинката, да ја завртат, затоа што тогаш кога нема да има веќе средства да се трошат безмилосно,
Кога нашиот народ, две категории, јас ќе кажам дека веќе останавме во оваа Македонија. Или сме гладни, како процентите ги кажа господинот Гошев колку се драстични, или се млади кои што едва и чекаат да излезат, да отидат надвор, да избегаат, а ние дури ни попис не правиме од 2002 година за да не ги покажеме тие резултати. И сега, како можете да креирате политики, да предвидувате, да правите проекции без такви анализи, без точни бројки кои ви се капацитетите? Значи, кога ќе ги нема средствата, кога ќе ги нема парите, во тој случај мислам дека веќе ќе мора да има реакција поинаква него што ја има сега. Стравот ќе се замени со потреба дека треба да го преживеете месецот. А од нашата страна, да речеме, што ние друго можеме да направиме, како мобилизација, јас не сум политичар, и меѓутоа буквално одев на сите оние собири, отпори против оваа власт како граѓанин, заради тоа што и тогаш мислев и сега мислам дека само со една мобилизација генерална на сите, независно на кои партии припаѓаат, а ги гледаат случувањата какви што се, нешто може да се направи.